Во Македонија работат околу 200 патронажни сестри, тивки хероини на јавното здравство без кои системот не може да функционира. Во наши приказни зборуваме со една од нив, за работата која ја избрала, за одговорноста што ја носи и за човечките судбини со кои секојдневно се среќава. Минатата година во октомври напунив 40 години работен стаж. Работим од неполни 19 години. Во патронажна сестра сум со мали деца. Патронажа работев на пункт, во Вратница сум работела во село. 25 години работев во село и ми беше многу добро. Значи имаше многу пораѓаи и многу бебиња што со задоволство работата да се работи. Исполни тие целиот ден. Имаше тогаш пораѓаи и во домашни услови. Имало, например, раѓања многу. Ја првите години кои сум работела во Вратница имаше скоро по 250 раѓања годишно што ги опфаќа бебиња. Се идеше дома, се ставаше вакцина, бесеже со присуство на лекар. Многу беше опфатено све и мила добра работа. Значи секој дневно работиш со деца што после и продолжиш да помагаш на колешките да ги вакцинира, ги гледаш растат. Радоста. Зависи како кој дом, ама најголема е радост. Било каде, еве и у денешно време, например, сега кога одим во некој дом, се знае каква е ситуацијава, дека сите сме тмурни, се влагаш, идеш со радост. Се отвора вратата, има мало бебе, радост голема, сега има некаде проблеми, некаде не, ама успеваме све да се реши како што треба. Мора да бидеш смирен. Било каков да ти е денот, било како да е све, кај кога одиш во куќа мора да бидеш на посета која правиш или со новороденото, и со посебно и со мајката у тој момент, и со бебето мора да бидеш смирен. Со самото тргнување на работа што почнав, за 3 дена на работа бев, почетокот на работа, одма имавме пораѓај во автомобил. Мајката се породи во автомобил и тоа беше фала на докторот и ден денеска сакам да му се заблагодарим што стварно ми помогна. Ја бев дете, тогаш излезена од клупа и беше супер, заврши, се роди машко здраво дете, 4-то поред во автомобил. После ми е мило многу некои родители што ми се останати. Имаме жители на пациенти, например, идеме и кај албанци, и кај роми, и кај македонци, не сакам тоа, не двоим, има некои албанци што се стварно, што ме поштува, што ме цена исто и како македонски некои фамилии, и тоа ми е многу мило. Кога ќе ме сретнат, кога ќе ме поздрават, например, значи они се благодарни на работата моја. И тоа ми исполнува. Најдобро нешто. Соработуваш, идеш, се движиш, комуницираш. Најдобра работа ја вршиш. Ако треба некому да му помогнеш, знаеш колку влијае психички разговорот дома кај некој пациент, што утре ќе пројде и ќе ти рече фала. И повторно да можем да бирам, например, пак би избрала патронажна служба. Не се каем у животот што сум 40 години ги поминав на патронаж.